Навреди до фрлање караници тензично беше денеска на судењето за петкратниот Смилковски масакар, додека сведочеше Гордана Јанкуловска, како поранешна министерка за внатрешни работи. Сведочењето на екс-министерката не беше причина за расправиите во судница и прекинувањето на рочиштето на неколку пати, туку тензијата се создаде меѓу семејствата на убиените и адвокатите на обвинетите во случајот Монструм. Судечките суди на обвинетиот Фейзи Азири му ги удоволија сите права, па и повеќе од тоа. Се читаат транскрипти од веќе изведени докази. По списите во предметот од класари се вадеа извештаи, кои Јанкуловска ниту ги потпишала, ниту пак имало нешто спорно додека биле изведувани како докази од претходно. Наместо да поставува прашања, судиите на Азири му ги толерираа констатациите, шпекулациите кои ги изнесуваше во судница, но конкретни прашања за Јанкуловска немаше. На оваа реагираа семејствата дека само се одолговлекува случајот, па опомена за казни имаше до сите. Обвинителите Гаврил Бубевски и Фатиме Фетаи на неколку пати реагираа дека констатациите на Азири преминале во малтретирање на сведокот. На ова реагираше и адвокатот на семејствата. Не би ја коментирала работата на судот, меѓутоа сепак со поставување на такви прашања, јас не знам друг заклучок да кажам, односно само одолговлекување, малтретирање на сведокот, затоа што кажа дека всушност министерот, сите министри се политички личности, не се стручни за, да речеме, конкретно за внатрешни работи, за истражувања и слично. А сите тие прашања што беа поставувани, беа всушност коментари, нивни, лични. Сведочењето на Љупчо Тодоровски, тогашен директор на БЈБ, ги разобличи тврдењата на обвинетиот Хаки Азири, кој требаше да биде заштитен сведок. Азири, кога за Монструм се водеше истрага, пред судијата Владимир Туфекџиќ призна што се случило кај Смилковци. Потоа во суд негираше и велеше дека му правеле притисок. Јас, негирав дека пред него малтретирал, зашто имаше и камери, но во судот беше полно со полиција. Немав сигурност. Во текот на процесот Азири тврдеше дека Тодоровски наводно му давал листови за да напише што се случило. Оваа денеска екс-директорот на БЈБ го демантираше, односно посочи дека никој од обвинетите ниту познава, ниту пак како директор имал контакт со нив или им вршел распит кога биле осомничени. Советникот на поранешниот претседател на државата Синиша Алексовски, за кој на родителите лидерот на СДСМ им тврдел дека Монструм е негова креација, а неговиот телефон бил најден на местото на масакрот, не стигна да даде исказ како сведок. Него судот ќе го сослуша на 27 месецов, бидејќи за петок терминот е резервиран за лидерот на ДУИ Али Ахмети.